Државата троши без усул за време на економска, енергетска, здравствена и секаква криза. Познавачите на состојбите постојано алармираат да се зауздаат непотребните трошења, но по се изгледа сите апели се бадијала. За време на безпарица се купуваат скапи луксузни коли, државата слабо вложува во лошата инфраструктура, се плаќаат казни и пенали и наголемо се задолжува на сите страни. Последна во низата е огромната казна од 6,5 милиони евра, Комулани Македонија платила на Европската банка за обнова и развој, и тоа за неизградба на пругата кон Бугарија. Станува збор за втората од вкупно 3 делници, кои треба да се изградат за железничко поврзување со Бугарија преку Коридор 8. Ова стои во годишниот извештај на Железници инфраструктура, според кој повторно паднале во загуба од 5 милиони евра. Дека незаконски се трошеле државни пари за време на пандемија, потврди и од Центарот за граѓански комуникации. Вела дека само минатата година здравствените институции купувале медицински производи и по 5 пати поскапо од реалната вредност на производите. Велат се купувале дури и скапи луксузни коли, и тоа со скапа боја и фул опрема. Настрана што едно такво возило не треба ни воопшто да се купи ни некако ковид набавка, бидејќи функционалноста на тоа возило никако нема да се подобри со металик бојата или не. Кога ќе си купи некој за дома со свој пари, може ако сака 3 пати металик боја да биде премачкано. По овој скандал реагира и докторите. Ненад Лазаров за Алфа рече дека после ова, дефинитивно во Македонија не може да има функционален здравствен систем, зашто наместо подобрување се руши и она што е останато. Флагрантно крадење, па без око да им трепне, тоа е безобразлук. И на жалост тоа е кај нас традиција, здравството е уништено токму такви работи. И додека државата се расфрла со народните пари, енергетските експерти по кој знае кој пат потврдуваат дека не чека тешка и лоша зима, и тоа со високи сметки за парно и струја. Зимата си е кој зима, тешко на граѓаните. Зимата е стандардната е појава, а проблем е граѓаните немаат пари, нема забава, ќе нема помалку гориво за возила, ќе се води малку сметка за телефоните, колку ќе се користат и кои нормативи, за да може да се платат трошоците за електрична енергија. Ние имавме определено поскапување, то не значи дека на есен нема да не чека ново поскапување. Ја уште порано реков дека овие проценти што се покачи едно, веројатно дека ќе мораме да увеземе електрична енергија, то мора да поскапи цената. Државата, владата уствари, која што не водеше сметка порано, ќе мора да позајмува пари, ќе мора да префрли на електростопанство да може да купи и нормално дека сето тоа нема ММФ, велат, не може веќе да давате пари за да поевтините. Без план и речиси, без никаква реализација, се трошеле и парите за помош на туризмот во Македонија. Покрај тоа што резултирало со неискористеност на предвидените средства, удел имале и надлежните институции кои биле незаинтересирани за реализација на проектите.